Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборувам за осудата, критиката, лепењето етикети, односно за тоа со каква леснотија понекогаш го правиме тоа, не мислејќи дали некого ќе повредиме, навредиме, дали со тоа ќе предизвикаме некои непријатни чувства кај другите, како ќе се представиме себе си, односно што зборуваме во таквите ситуации за себе. И ова се однесува и на сите оние кои многу сакаат да критикуваат, осудуваат, да лепат етикети на другите луѓе. И на оние кои што се жртви, иако не го сакам тој збор, односно кои се на мета на луѓе кои осудуваат, критикуваат. Исто така, човечки е да го освестиме тоа кај себе си, доколку од известни причини во одредени периоди сме завлегле во некаква таква фаза, па сме станале премногу критички настроени или осудуваме, дека треба да го освестиме тоа кај себе си, да направиме се што можеме, да не го правиме тоа. Не осудувај за да не ти судат, не критикувај за да не те критикуваат, не лепи етикети за да не ти ги лепат, затоа што не е едноставно да се носиме со тие работи ни животот, особено во овој систем, општество во кое што денес живееме, со социјалните мрежи, на секој му е достапно се и можноста да биде критичар, анализатор, осудувач, креатор на туѓиот живот, односно да знае што, како и зошто треба некој да прави, да изгледа, да се однесува, да има, да нема, да се едуцира или не. И тоа сето најчесто го правиме, за жал, напамет, тргнувајќи од себе си, од своите уверувања, преку некои своји искуства, преку некои призми, кои што ги валидираме ние и сметаме дека се најдобри, единствени, правилни, пак ние. А тоа не мора секогаш да е така, нити пак да се покажува тоа како веродостојно во реалноста. Зошто луѓето имаат потреба да осудуваат, да критикуваат и да лепат етикети? Според мене, не мора да се согласи, да се разбира. Луѓето кои многу често осудуваат, критикуваат, етикетираат други луѓе, се несреќни луѓе. Многу ја почитувам таа изрека и многу пати ја повторувам и овде и на мојата страница. Среќните луѓе не повредуваат други луѓе. Луѓето кои се задоволни, исполнети, кои што живеат живот со радост, со посветеност на она што го прават и се носат со своите предизвици најдобро што знаат и умеат, меѓутоа тоа не ги спречува да бидат добри луѓе, да бидат сочувствителни, да помагаат на другите, да најдат време за себе, за најблиските, или постојано работат и се трудат да го направат тоа, бидејќи нели совршенство идеално не постои, немаат време за да осудуваат, критикуваат и се свесни за тоа дека не би било убаво да го правиме она што не сакаме да ни го прават. Но да се вратиме на тоа зошто луѓето осудуваат, критикуваат, етикетираат, тоа го прават често на познати, на непознати, во реалниот живот, на социјалните медиуми. Сите ние имаме некои наши трауми, болки, повреди, празнини, како сакате наречете ги, кои што си ги носиме со себе, независно дали потекнуваат од детство, од адолесценција, од младост, од позрело доба или од се помалку. И со нив се носиме така како што знаеме и умееме. Во одредени периоди од животот се освестуваме, сработуваме по нешто, се ослободуваме од нешто, преживуваме, правиме простор за нови и убави и неубави работи. Меѓутоа, за да дојдеме до тоа, најпрво треба да се соочиме со себе, да си признаеме дека тоа е така, дека сме влегле во некоја чудна фаза во животот, дека имаме некои неубави навики, дека сме станале можеби премногу тврди, дека сме премногу критични, дека сме негативни и да го свестиме тоа и да поработиме на тоа. Но тоа се разбира не е лесно, бара време, бара трпение, бара да се изболува се. Многу е полесно сето тоа што е во нас, неразрешено, што тежи, боли, не мачи, да го исфрлиме надвор, со тоа што ќе критикуваме, осудуваме, вреѓаме, повредуваме други луѓе, односно ние мислиме дека е полесно.
Mnogo često тоа го правиме на несвесно ниво и сме убедени дека тоа го правиме можеби со добри намери или дека некако имаме право да го правиме тоа. Тој наш начин на говор, полн со осуди, критики, етикети кои туку така им ги ставаме на другите луѓе, покажува дека во нас има некоја празнина. Покажува дека во нас има некоја болка, гнев, кој што не знаеме како поинаку да го разрешиме. Мислиме дека го ослободуваме со тоа што се празниме врз другите луѓе. За жал, тоа не работи и се што имаме во нас, останува во нас. И се додека не го разрешиме, ќе го правиме тоа што го правиме. Затоа, моите препораки секогаш свртете се најпрвен кон себе. Видете што има внатре, видете од каде доаѓа таа потреба. Независно сега дали се работи за осуда, критика, за навреди кои ги упатуваме на луѓето, за нашиот игнорантски однос кон нив, за нашето его кој понекогаш доминира. Се тоа доаѓа од нешто што е во нас неразрешено, што не мачи, тишти, притиска, боли. И луѓето кои што имаат често потреба да осудуваат, критикуваат и етикетираат други луѓе, тоа го прават од својата болка. Тоа го прават од она што е внатре, во кое не погледнале и не го разрешиле. Се тоа го зборувам за да имаме разбирање. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да дозволиме да биде така, нити пак ние да потпаднеме под тоа и да го примиме при срце, да очајуваме, да бидеме тажни, затоа што некој избрал врз нас да си ги лечи своите болки и фрустрации. Луѓето кои повредуваат, навредуваат, етикетираат, осудуваат, критикуваат, носат нешто во себе од што не можат или не знаат како да се услободат, па затоа да имаме разбирање. Под разбирање не мислам да ни станат најдобри другари, да дозволиме тоа да ни го прават, да им се смешкаме сладко и наивно, да ги разбереме и да поставиме здрави граници. Да им кажеме дека не ни е пријатно, дека не сакаме да го прават тоа, да се оддалечиме од нив, да прекинеме односи ако е потребно, ако нели не престануваат, како и за многу други работи кои што луѓето си ги дозволуваат, но да не заборавиме, си ги дозволуваат затоа што ние им дозволуваме. Ако другите имаат потреба да не критикуваат, навредуваат, осудуваат, наша работа е да поставиме граница, да кажеме јасно и гласно: не сакам, не дозволувам да ми го правиш тоа, и да преземеме се што можеме за да се заштитиме. Ако ние го правиме тоа, тогаш е време да седнеме, да поразговараме со себе, да погледнеме малку длабоко, да видиме што е тоа, што не повредува, што не боли, што не сме го разрешиле. Од друга страна, таквиот начин на однесување со другите луѓе покажува незрелост, неподготвеност да се соочиме со себе си, со она што сме ние, и многу често кај другите не иритира тоа што го имаме неразрешено во себе. Другите се наши огледало. И овде не зборувам за некои екстремни теории, туку зборувам за конкретни работи. И уште нешто. Кои сме ние да осудуваме, да критикуваме, да лепиме етикети на другите? Кој ни го дава тоа право? Од која позиција го правиме тоа? Дали така се чувствуваме попаметни, подобри, поголеми, по некои чудни општествени хиерархии, затоа што сме повеќе едуцирани, затоа што имаме повеќе пари, затоа што можеби животот бил помилослив со нас. Тоа не значи дека треба да ги повредуваме луѓето кои го немале тоа во животот. Туку напротив, да им помогнеме, да ги поддржиме. Сите сме ние исти, независно од титулите, од парите што ги имаме, од функциите. Сите ние сме исти во потребата да бидеме сакани, прифатени, понекогаш да слушнеме некој добар збор од другите, да се чувствуваме значајни, важни, дека припаѓаме некаде, дека е во ред и да сме вакви и такви, да сме погрешиле и да не сме идеални и совршени, затоа што тоа не постои. И ако е така, зошто не ја разбираме таа иста потреба кај другите луѓе? И тие многу работи во животот прават токму од тие потреби, само едноставно не го знаат начинот. И пробуваат, и учат, и грешат, се соочуваат со најразлични предизвици со кои можеби не знаат како да се носат. И сето тоа е човечки. Затоа, разбирање, љубов за другите луѓе,
поддршка, ако веќе имаме некаков предизвик, некаков проблем, ако некој не повредил, навредил, ако некој се обидува на различни начини да не понижи, па можеме да разговараме за тоа. Не мора исто ние да возвраќаме, затоа што и ние, ако размислиме на животот, сигурно сме го направиле некому тоа, сакале ние да си признаеме или не. Па зошто тогаш да не разбереме и да не постапиме зрело и свесно во таквите ситуации? И нормално дека нема секогаш тоа да биде така и нормално некогаш ќе погрешиме, ќе не надвладеат емоциите, ќе избрзаме. Пак за тоа постои разговор, постои извини, постои слободата на другиот да не го прими тоа извини, да не сака да разговара, да си замине, да го прекине односот. Тоа е цената што треба да ја платиме и тоа е апсолутно во ред. Кога осудуваме и критикуваме, ние го правиме тоа врз основа на незнање. Покажуваме колку не знаеме, освен што немаме разбирање, емпатија, освен што не пристапуваме со љубов кон другите луѓе. Ние покажуваме и колку не знаеме. Затоа што тоа го правиме врз основа на еден настан, на еден период, на еден сегмент, на една појавност, на една улога на тој човек. Ние не знаеме најчесто се за него или за неа. Не знаеме со што се носи, какви предизвици има, што го притиска, што му тежи, од која болка доаѓа тоа. Дали има несредени семејни односи, дали трага по некаква љубов, дали трага по моќ, пари, мислејќи дека тоа ќе му ја потполни празнината. Дали се сочува со здравствени предизвици, дали поминува низ некој тежок период. Не знаеме, а си дозволуваме себе си да судиме. И ние би сакале, кога ќе западнеме во некои такви ситуации, да најдеме некој кој ќе не поддржи, кој ќе ни подаде рака, кој нема да не критикува, да не осудува за тоа што сме, затоа што се што правиме е човечки. И се што не знаеме е човечки. И се што се обидуваме да научиме, и учиме преку своите грешки, и преку своите заблуди. Имаме право да ги менуваме своите ставови, имаме право да не знаеме. Имаме право да изгледаме така како што сакаме да изгледаме, да се однесуваме така како што се однесуваме, да бидеме тие што сме и да бараме разбирање, затоа што во одредени периоди во животот сигурно не сме знаеле подобро. И ако ние го бараме тоа за себе, тогаш треба да умееме да им го пружиме и на другите, а не да ги осудуваме, критикуваме и да им лепиме секакви етикети, затоа што тоа е незрело, нечовечно и показател на тоа дека немаме разбирање и емпатија. Не зборувам за екстремни ситуации, не зборувам за конструктивни критики, не зборувам за нешто што може да ни се случи и на сите ни се случило понекогаш. Зборувам за нешто што често го правиме, за нешто што можеби несвесно го правиме, за нешто кое што и нас понекогаш ни смета, а не верувам дека тоа ни носи среќа и задоволство. Драги мои возрастни, да го направиме тоа, да се обидеме, да им покажеме на младите, на нашите деца, со личен пример, како да бидат подобри луѓе, како да имаат повеќе разбирање, повеќе поддршка, повеќе емпатија, сите вие помлади луѓе. Ако не ве научил никој, тогаш учете сами, стекнувајте знања, направете нешто поинаку. Може би вашите родители, роднини, повозрастни наставници не знаеле. Тоа не е причина да биде ваше оправдување, нити пак причина вие да не го промените кај себе и да не се потрудите да биде поинаку. Јас ви посакувам убав ден, многу помалку осуди, критики, етикети, многу повеќе работа на себе, иако тоа е многу извикано, меѓутоа потребно е секојдневна работа на себе, со очување со себе, свесно за себе и за се што правиме, и желба да учиме, да растеме и да се развиваме, наместо да го трошиме времето, кажувајќи им на другите како треба да живеат, што е правилно, што е подобро од некоја позиција на која воопшто не се ни наоѓаме. Тоа е само некоја наша илузија за нашата големина, за нашето знање, за нашата моќ, за нашата просветленост. Се додека имаме толку осуди, критики, етикети, навреди за другите луѓе, се додека сме агресивни во тоа што сакаме да го кажеме, се додека не го правиме од љубов, од разбирање, со желба да им помогнеме или да променат нешто на подобро, се дотогаш
Има мене уште многу и многу да работиме на себе, во себе, како сакате, секогаш најпрви да тргнеме од себе. Како би се чувствувале ние во такви ситуации во кои што ги ставаме другите луѓе. Се најубаво и со некоја нова тема се гледаме во некое ново видео. До тогаш, споделете го ова видео ако мислите дека некому може да му помогне, ставете лайк, приклучете се на каналот или стиснете го дугмето за subscribe, погледнете ги и моите постари видеа, ви благодарам што ме следите и имајте добар збор за блиските, за луѓето кои случајно ги среќавате. Кажете им нешто убаво, затоа што тоа ништо не ве чини. Се најубаво.